размислував на што се должи овој пресврт да луѓето излезат на протест, бидејќи нели имаше десетици протести, а немаше луѓе. Пробував некако да дојдам до некаков логичен одговор сам за себе зошто тоа сега се случува. Ми се чини дека после локалните избори некаков пресврт настанува кај луѓето. Во одредени градови се покажа дека тоа некое опозиционо граѓанско настроение е мощно изразено, па и у Скопје на пример, во вториот круг, нели опозициониот кандидат доби дупло повеќе гласови, што индицира нели едно големо такво расположение. Ми се чини дека од некоја таа корелација луѓето сватија дека бидејќи нели цело време се форсира еден црно-бел свет, една дуалистичка политика, дека има две партии, дека се менјаат, дека се лоши, дека ништо не може да се смени, дека нема решение и така натаму. Но веќе после ова со неколку плюс нијанси слика после локалните, ми се чини дека народот гледа дека може да го изрази и на друг начин своето незадоволство. Мислам дека не е случајно. Неколку изборни циклуси паѓаше бројката на излезените, а меѓутоа таа не се преточуваше во надвор од тие две инки. Сега почнува нагло да протекува од тие две инки кон некаква трета, четврта можна варијанта и едноставно луѓето веќе гледаат дека може и нешто друго да постои кое што ќе го канализира или ќе го води тоа граѓанско движење или граѓанско размислување или граѓански протест.